Здраво, јас сум Ана од Стартап Клуб Скопје, а вие гледате Стартап Револуција, подкаст поддржан од ProCredit банка. 20 години пример за одговорност. Банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. Пред да започнеме со подкастот, би сакале да ве потсетиме на трите пакети кои што ги имаат ProCredit банка за сите оние кои што почнуваат свој бизнис. Ги имаат пакетот за стартапи, млади предприемачи и жени предприемачи. Посетете страната на ProCredit банка, запознајте со нивните услуги, бидејќи тие се секогаш тука за вас. А сега уживајте во Стартап Револуција. Драги предприемачи и стартапчи, добредојавте во втората епизода на Стартап Револуција, подкастот на Стартап Клуб Скопје, каде што без филтер зборуваме за предприемачките искуства. Денес во нашето студио во Стартап Клуб Скопје го имаме еден од основачите на Пакет МК, еден од најпопуларните онлайн продавници кај нас во Македонија, така што на мое и на ваше задоволство верувам денес зборуваме со Драган Јосифовски. Драган, добро ни дојде во Стартап Револуција. Добро ве најдов, Ана. Фала на поканата и благодарам на можноста која ми дадовте. Јас многу се радувам што си денес тука, дури помести некои состаноци за одвоиш време да го снимаме овој подкаст, така што ти благодарам многу. Со тебе имавме неколку неформални разговори и средби за тоа како ќе го почнеме овој разговор. Мене многу ме интересира кој е Драган пред Пакет МК, така што би сакала некако да почнеме од твоите можеби средношколски денови и искуства кои што ги имаш пред да го почнеш овој бизнис и каде можеби се раѓа тој порив за предприемништво. Ти твоето средно го заврши во Корчагин, понатаму продолжуваш на економскиот факултет и на магистарски студии во Лондон. Така што може да ни доловиш нешто повеќе за тоа. Кој беше Драган во средношколските денови, кога прв пат се јави поривот за предприемништво? Да, Драган е роден во Скопје, израснал во Скопје, средно учев во Корчагин, како што кажа, место каде што да речам бев окружен со паметни луѓе, со луѓе кои што се истакнуваат и отстапуваат од просекот кој што ги има во Македонија. Таму искрено се родија првите желби за сопствен бизнис. Уште во втора и трета година имавме некаков проект за стартап кој што беше, мислам дека организиран од Машинскиот факултет. Ние кои средношколци учествувавме. Таму го направив првиот бизнес план. Партнерот со кој што го направив тој бизнес план, со него сега заедно работиме во Пакет. Да, тоа е еден од собствениците на Пакет исто така. И е еден од клучните луѓе во Пакет. Но тоа беше нели сосема друга идеја имавме тогаш, но сакам да кажам дека Која беше идејата тогаш? Идејата беше готови оброци во замрзната форма. Тоа беше производ кој што тогаш беше актуелен и мене ми фати око. Видов таков производ во Англија, во Америка исто така, тие се подолго време атрактивни производи и некако си мислевме дека во Македонија мора да има нешто така. Искрено тоа перспектива не мислам дека тоа е паметна идеја, но тогаш ни изгледаше како нешто што никој не го забележал, нешто што мора да го има, кој што купувачите два чека да имаат пристап до таков производ. И тоа беше, да речем, некаков период на кога размислувавме само за идеја, не размислувавме за дури не имавме, како да кажам, капацитет и можност да размислуваме кои се лимитациите за таков еден производ, како се расте бизнис и слични други моменти, но бевме насочени само кон оптимистички дел, би рекол, од развој на бизнисот. И мислам дека добивме, не сум сигурен, освоивме, мислам дека второ или трето место со таа идеја. Потоа се запишав на економски факултет во Скопје, на сменот маркетинг.
во тек каде што прв пат се соочив со економски предмети или во права смисла на зборот. Од Корчагин до економски, како дојде Да, таа одлука? беше- Пошто обично таму се повеќе насочени кон природните науки. Да, и јас секогаш сум ги сакал природните науки, затоа отидов во Корчагин. Но Корчагин е место каде што не треба само да ги сакаш природните науки, туку треба и да работиш и да учиш многу напорно такви предмети. Тоа што сватив дека не сум човек кој што може да учи напорно математика и не веројатно не е толку талентиран како другите математичари во Корчагин и сватив дека подобро би било да се пренасочам на општествени науки. Но таа желба за математика, за технички науки остана кај мене и сами до ден денес сум човек кој што се смета себе си за тек-сейви човек и за човек кој што ги гледа стварите, ги гледа сите дисциплини преку математички пристап. Така што во трета година се пренасочив кон општествени науки на Корчагин, во Корчагин. Отпадна опциите за да продолжам на тогаш немаше финки, тоа беше фейт, мислам дека се уште отпадна тие опции да се запишам на таков некој факултет, односно технички факултет. Економија засака во четврта година имавме предмет на Корчагин. Во Корчагин имавме неколку предмети од економија и бизнис делот. И сватив дека економијата е всушност многу интересна наука, бидејќи се занимава со однесувањето на луѓето во сложена средина и се сведува на всушност на математичко објаснување на одлуките кои се донесуваат луѓето. А од друга страна има и голем психолошки дел и микс на, би рекол, на таа екзактност која што нуди математиката и тие необјасними ствари кои што пробува да ги објасни психологијата. И сватив дека е нешто каде што можам да навлезам и од друга страна бев прилично добар во тоа и сватив дека ми оди лесно таа наука. И тоа се докажа и на прва година на факултет кога имав на првиот испит, например, на економски, на основна економија, имав 50 поени и тоа ми даде огромна мотивација дека јас можам да бидам многу добар во таа област. Продолжи сличниот успех, факултетот завршив многу лесно. Ми одеше се од рака, да речам, немав тежина да читам, да поминувам време со таа материја и искрено уживав во тие години. Некаде во трета година сфатив дека има една многу добра можност што се вика Erasmus Exchange, тоа беше се уште не беше актуелно тоа во Македонија, но во Европа беше, би рекол, го достигнуваше врвот во тие години, односно Европско не вложуваше многу во таа размена на студенти. Нашиот универзитет беше дел од една програма, се викаше Join USC, која што имаше многу добри услови за размена. Во таа учествуваа 20 универзитети во светот, меѓу кои беше и УКИМ. Аплицирав и добив можност за размена заедно со стипендија во Брно во Чешка, каде што поминав еден семестар, да. Но беше исклучително голем буст во мојата, би рекол, во мојот академски живот, во мојата мотивација, во тоа како гледам на светот. Затоа што тоа е место каде што тогаш во Брно имаше преку 1000 интернационални студенти во секој момент. Бевме во студентски дом кој што беше огромен студентски дом, каде што имаше стотици студенти од, би рекол, повеќе од 100 различни држави од светот. И таа средина ми некако го катализираше мојот пат. Кои предмети ги слушаш таму на тој семестар? Имаше нешто што е поврзано во областа на маркетинг или имаше Тоа беше предизвик да се најдат соодветни предмети. Тука мислам многу ми помогна
дел од професорите на економски кои што сваќаа што значи студентска размена, имаше професори кои што се уште немаат отворени за такво нешто, но имаше професори кои што сакаа да бидат екстра флексибилни со цел да им овозможат на студентите да студираат таму. Таму слушав монетарна макроекономија, која што ми беше тука признаена од професорот Трајко Славевски, иако тоа не беше во мојот стандарден курикулум тука, но го земав како екстра предмет. Слушав маркетинг менеджмент, кој што ми беше признан од професорката Анита Цирнова. И слушав уште неколку предмети кои што беа главно од финансискиот дел. Мислам дека финансиски инвестиции некои што нешто имаше. Но би рекол тогаш сватив дека една од работите што ги сватив е дека не е толку лош нашиот универзитет, беги предавањата беа со сличен квалитет таму. И тука разликата беше што таму целиот сетинг е поинтернационален, присуството на луѓе од целиот свет си го прави своето, едноставно луѓето доаѓаат до многу повеќе контакти за пократко време и успеваат така да постигнат одреден раст. Тие мрежи познанства и до денес ги имам, значи имам многу добри другари од таму. Се уште комуницираме, се дружиме, би рекол така на дневно, на неделно, на месечно ниво. И искрено беше за мене одлично искуство, верувам и за сите што беа таму беше исклучително добро искуство. Супер, многу ми мило. Мислам дека многу се важни тие моменти каде што некако излегуваме нашата комфорт зона и тоа што ни е достапно тука, особено аспект на формалното образование, се отвораме кон нови можности. Така што велам дека не само на тебе и на други луѓе кои што ги имале тие искуства по кој Еразмус, понатаму им помогнале дури и во процесот да аплицираш, да одеш, да ги помниш тие можеби бирократски, административни работи кои што помагаат да се овладаш ништо преку тие чекори. Ги завршуваш твоите додипломски студии тука на економскиот факултет и понатаму продолжуваш на магистерски студии во Лондон на Imperial College. Кога зборувавме со тебе неформално ми кажа тоа е интересна приказна, бидејќи тука практично се раѓа идејата за пакет МК. Така што може да позборуваме малку за тој дел, да воведиш што се случуваше. Значи одреден период работев тука. Сватив дека мислам, јас од секогаш го знаев тоа дека не сакам да завршам со додипломските студии, туку сакам да продолжам со нешто повеќе, поготоа што сакав да студирам на светски универзитет и да го осетам и тоа искуство. Аплицирав на неколку универзитети во светот, ме примија на неколку, изборот беше да отидам на Imperial, бидејќи од сите тие беше највисоко рангиран. Иако и другите универзитети беа солидни, сепак одлуката донесов врз основа на рангот на универзитетот и местото каде што се наоѓа. Лондон е сепак, би рекол, еден од центрите во светот. Imperial е еден од највисоко рангираните универзитети во светот. И тоа немаше биде возможно ако не добив стипендија. Добив стипендија од Министерството за образование на Македонија, која што беше целосна стипендија и тоа е според мене една од најдобрите мерки што е имала држава, затоа што можеби тоа не се враќа преку целта на таа стипендија беше барем примарната цел беше луѓето да се вратат и да работат за државната администрација. Мислам дека многу малку луѓе беа абсорбирани назад во државната администрација, но од друга страна тие луѓе или се вратиле и работат во приватен сектор како што сум јас или останале некаде во светот и се ја прошириле таа мрежа на контакти кои што ги има државата и тоа се ресурси кои што или веќе се користат или ќе се искористат некогаш во иднина. Така што тоа мислам дека е многу добра мерка која што треба да продолжи. Бидејќи мислам јас лично ако немав таа можност, многу е тешко достапноста до целосни стипендија, многу лимитирано, поготово за добри универзитети, например во Америка и во Британија, кои што чинат многу, тие се скапи студии.
Апсолутно. Како беше животот во Англија? Имаше некои моменти на некои културни шокови, менување на навики? Да, па Колку години имаш кога си дека? в 24-25 години. Јас претходно неколку пати сум бил таму. Бев и во Америка претходно, така што знаев што ме чека. Немав такви културни шокови. Сум поминал одредено време во таква интернационална средина. Има, според мене, кога си студент, има само предности. Нема негативни страни, доколку си студент кој што е амбициозен и кој што не се плаши од активен живот, од кој што не се плаши од неспиење, од напорна работа и слично. Беше, за мене беше повеќе би рекол шок можностите кои што ги добиваш од аспект на нетворкинг, од аспект на запознавање различни луѓе. И тоа ми даде можност да створам многу повисока самодоверба од таа што имав претходно. Зошто? Затоа што сфатив дека студирајќи со луѓе од целиот свет, као луѓе од најразвиени држави као Сингапур, Швајцарија, не знам, Франција и слично, студирајќи, живеејќи со нив, ти сваѓаш дека всушност сите сме луѓе на крајот на денот и дека не се толку далеч. Да, и не се толку далечни од аспект на какво знаење имаат, какви можности имаат, и тоа ти дава одредена самодоверба и тоа ми користи до ден денес, знаејќи дека се може и од Македонија да се направи добар бизнис и да се живее добро, доколку нели имате доволно знаење, доволно добар пристап, темелен начин на работа. Тоа беа веројатно едни од бурните години во мојот живот, од аспект на впивање на различни искуства, од аспект на учење, од аспект на созревање. И ми помогна многу. Многу ми помогна. Што мислам дека тоа беше веројатно некој логичен чекор после онаа размената во Брно, сватив дека сакам сега да одам чекор погоре, да отидам на некој посилен универзитет и да доживеам такво искуство. Беше тоа е од делот на тој културен шок, да речеме, од делот на знаењето кое што се добива на таков универзитет. Постои, мислам, има зашто тие универзитети се подобри, затоа што програмата е многу фокусирана, сработи активно со секој студент. Сите студенти се ставени на брза трака. Фактот што тие студии чинат многу, ствара многу поразличен однос кај студентите кон тие студии. И така мислам, беше прилично интересно време да бидеш обкружен со амбициозни луѓе, со луѓе кои што се дојдени, кои што знаат дека имаат година и пол да станат подобри. Тоа е интересен момент. Така. Да, и сега, кога доаѓа моментот за инспирацијата за Пакет МК? Ти си ги погледнал можеби таму како функционираат онлайн маркетите и слично. Така што е она што ти беше моментот како идеја што може да се донеси тука кај нас. Кога се роди тој момент? Како се случи и како започна се? Тоа беше време кога Лондон беше еден од ретките градови во светот кај што онлайн гроусери, онлайн супермаркетите беа видливи, беа голем бизнис. Уште тогаш, значи зборуваме за 2014-2015. И за мене тоа беше шок. Јас не верував дека луѓе стварно, мислам, јас сум знал за тој бизнис и претходно, сум се бавел со e-commerce на еден или на друг начин. Но не сум верувал дека може тоа да стане стандарден начин на пазарење во таков размер. Тука се роди таа инспирација и почнав онака многу да размислам зошто луѓето го користат тоа таму, а не се користи кај нас. Тоа беше време кога кај нас постоеше како услуга, но беше многу
така. И овде временски зборувам негде 2016 година. Да, 2014-2015 тоа се случува. Имаше многу добри примери тогаш за како да се направи таков бизнес таму. Лидерот на пазарот беше Pure Play компанија, значи не беше компанија која што доаѓа од традиционалниот ритейл, па после се експандирала во онлайн, туку беше стартап кој што прераснал во лидер во онлайн гросери. Тоа беше едниот аспект на проблемот. Другиот беше што имав прилично добро искуство во градење на сајтови, во развивање на такви некои базични платформи за продажба и сметам дека тоа е огромна предност која што имам и можам да ја искористам. И третиот момент беше што сакав да бев решен да почнам сопствен бизнес, бидејќи сметав дека имам таков луксус да ризикувам во тоа време, односно доколку не успее тоа, можев да се вратам да работам во некаде во некоја интернационална компанија, дали во Англија или во некоја друга држава. Тие три ствари да речем ме натера. Искрено супермаркет беше категоријата која што сметам дека е најлесно да се почне, бидејќи достапноста од таков асортиман беше многу поедноставно отколку да влегуваш во e-commerce кој што се бави со, не знам, продажба на електроника или бела техника или некакви други категории. Во тоа време Marketplace беше се уште, би рекол, концепт кој што така се катализираше, се созреваше, освен Амазон. Немаше многу други големи маркетплейси во права смисла на зборот. И мораше да се фокусираш на една категорија да растеш. Така решив да почнам со онлайн супермаркет. Супер. Само момент. Ало? Здраво. Да, без... Баш кај American College сме. Да. Кај American и влегувате внатре во Среќа и потоа ќе влезете во стартап од Скопје. Ето така. Супер. Ајде, пријатно. Драган, ние сакавме да ти изненадиме и си направивме на нарачка пакет МК, така што сега ќе ни стигне наскоро. Така што ги пробуваме и дел од производите. Ама супер што ни се јавија баш во тој дел од приказната, каде што зборуваме веќе за пакет. Баш интересно, баш супер. Изненадување. Да, така што ние вчера разговаравме за дел од производите, кои што ти ми ги напомена, така што после ќе си може да ги пробуваме, пошто мене баш ме заинтригира. Супер. Така што да. Сега во однос на почетоците, кога започнува пакет МК, значи вие склучувате соработка со еден од маркетите тука. Каде што ти имаш тој познаник и сега зборувавме накратко и кои беа првите нарачки и како се случуваше тој процес. Ако треба да ја почнеме приказната сега, како изгледаше тоа? Ти се враќаш сега тука, како почнува тој момент? Тоа беше одреден период кога јас се подготвував за пакет. Имаше помина можеби 1 година на подготовки, каде што сам го изградив првиот вебшоп, значи буквално 100% сам, немав никако, ништо не аутсорсирав, никој дел. Сам ги влистав производите, кога зборам сам, мислам со помош на сестра ми, со помош на другари, со помош на родителите ми помагаат во такви неки технички работи. Тоа беше предноста која што гледав и сакав да искористам, затоа што знаев дека можам да развијам веб платформа сам. А твоите има познавање кои имаат никое искуство или само беше делегирање на задачи? Татко ми има големо комерцијално искуство, работи во тој дел се уште мислам е прилично искусен во таа област, е исклучително добар комерцијалист. Бил на повисоки позиции со контакти кои што јас ги искористив и се уште ги користам. Го користам неговата мрежа и неговото искуство што ми помага секако.
Мајка ми е сметководител и ми помогна во тој дел. Ти си имаш онака Да. winning тим Да. покрај тебе. Да, да. Супер. Тоа ми помогна, тој дел ми помогна и се уште ми помага. Мислам, се уште работиме заедно во помал обем, но работиме се уште. И тоа беа некакви предности што мене ми беа видливи. Искрено не мислев дека ќе зависам од нивната таква професионална поддршка до ден денес, но ета, корисно и се надевам дека е на ова страна задоволство. Така што тоа така беа почетоците беа прилично скромни. Во тоа време се беше многу поскромно стартап светот у Македонија, а не требаше. 2018? Да, тоа е почетокот на 2018. Не беше потребно многу за да се направи многу од аспект на да станеш видлив и да направиш некаква разлика на пазарот. За брзо се покажа уште првите месеци дека има потенцијал за ова. И тоа почнува вие се да бирате една онлайн кампања која што оди на социјалните мрежи. Да, Значи- тоа беше една Facebook кампања, мини кампања. Лично дававме ваучери за првите нарачки. Така го дојдовме првиот купувач всушност од тие ваучери. И така почна веројатно нека word of mouth се случи, луѓето беа задоволни, се беше перфектно, се надевам дека се беше перфектно, направивме огромна разлика од тоа што го нуди конкуренцијата. Бевме многу побрзи, поточни, подобри, поквалитетни. Која беше првата нарачка? Тоа ни сподели приколно, беше многу интересно за првиот клиент. Покрај тоа што правеа нарачки некои твои блиски луѓе, првата нарачка се случи каде и од кого? Што беше? Првата нарачка, значи првото беше нели на блиски луѓе кои што правеа нарачка затоа што нели ми беа блиски, но првата онаква нарачка без врски би рекол беше од еден купувач од Маџир Мало, кој што си нарача гајба пиво. И со попуст. Прекрасно. Добар дел. Тоа беше и мислам без предрасуди мислам, окей, тоа е производ кој што се конзумира. Маце ме замисли тоа, си викам дали имаме добар онака дали го таргетираме вистински сегмент кој што го бараме, но веќе втората нарачка, третата нарачка беа оние нарачки кои што ги бараме, тие се неделни пазариња, односно луѓето почнаа да не доживуваат како место каде што може да ги прават своите неделни пазариња, односно не гледаат како вистинска алтернатива на големите физички супермаркети. Е сега колку продукти имаше на почетокот во однос на сортиманот? Кажа дека вие со првите соработници работевте само неколку месеци во однос на нели локалните маркети. Ако може да ни откриеш можеби кои се и колку траеше тој период дека да почнете веќе да имате ваши магазини, ваши залики, така што колку производи имаше на почетокот, како тоа растеше, како природно се. Да, значи ние почнавме со ЗУР, и многу сум им благодарен за довербата што ми ја дадоа и можноста бидејќи што поздрав до Маркет ЗУР, ако не гледа. Поздрав до сите таму. Доколку не се случеше тоа, веројатно или немаше или ќе ми беше многу потешко да го почнам ова. За брзо време свативме дека мораме да имаме сопствен магазин, бидејќи постоја одредени логистички лимитации кои што постоеше проблеми со скалабилност. И тоа се види уште од првите месеци. Почнавме ние да развиваме со тек на време сопствена залиха. Со самостојивме некаде после 6 месеци од почетокот. И започнавме тогаш станавме ритейл, претходно бевме само некаква компанија која што овозможуваше, го поврза името сортиман
со купувачите, но свативме дека ова е бизнис каде што потребно е да бидеш и ритейлер. Значи, ние себе си се гледаме како технолошка компанија, но делот на малопродажба е клучен и за развој на технологија и за искористување на таа технологија, така што гледаме синхронизирано да ги растеме тие две јадра кои што ги имаме. Супер. Прекрасно. Нас во меѓувреме иначе не стигна на рачката, мислам дека е веќе тука. Оно што кога те прашав тебе кои се можеби најинтересните, најбараните моментални производи на Пакет МК, да, може да ја донесеме тука, да ја видиме. Не знам што сум нарачала, сум дека беше онака паника, си викам чекай да видиме. Така што еве видео од работите. И сега да се помниш што може би интересно сега, јас не сум дали пори, ама тоа беа некои протеински шейкови. Или подинзи. Така да јас земав дел од нив, после ќе ги пробаме, не знам дали погоди. Па да, тие се едниот брендовите што има. Да, така што супер. И баш и кога зборувате во однос на виките и тоа што се случува во однос на продажбата е дека некои луѓето се повеќе се освртуваат кон тоа здрав живот, здрави навики и мислам дека и со тоа доаѓаат и тие производи кои што можеби се најактуелни на Пакет МК моментално. Така што да, ова беше само чисто како изненадување, не знам дали имаш некој омилен. Па сите тие ги сакам, така да ги менувам. Али баш ми изненади, фала. Супер. Така што после ќе си ги пробаме. Сите овие. И другото нешто што го земав е Кока-кола Зеро. Супер, фала ти. Така што ќе се напиеме после за тоа. Мислам чисто да си се поздравиме и почастиме за емисијата денес. Сега, што се случува, вие кога почнувате на почетокот, се случува еден бум, бидејќи ова се и во време на пандемија после тоа, и ви имате некој си голем раст. Уште на почетокот имате околу 1000 нарачки, 500 клиенти кои што доаѓаат и кои што нарачуваат преку Пакет МК, така што бележи некој раст тој период, ама исто така пополека и се менуваат некои навики на купувачите, па тоа станува се поактуелно. Како беше чувството тогаш, кога се случуваат тие моменти за време на пандемија? Јас се сеќавам и на социјалните мрежи многу луѓе споделуваа за тоа, се зборуваше за Пакет МК, така што мислам дека секогаш има еден момент кој што барем во стартап светот не можеме да го предвидиме, а тоа што ќе се случува со околината и како тоа ќе се одрази на бизнисот. Јас имаше позитивен одраз до тоа, ама ме интересира кое беше чувството во позадина, дали вие се чувствувате спремни тоа да го обслужите во тој момент, како изгледаше од другата страна оперативно? Да, тоа беше голем шок за нас. На почеток бевме збунети, не знаевме што ни се случува. Кога се објави искрено пандемијата, јас не претпоставив дека ќе се случи такво затварање и ќе бидеме ние практично единствениот канал преку кој што луѓе ќе можат да дојдат до намирници во одреден период. Но тоа се случуваше многу брзо, тоа се случи во неколку дена. Побарувачката порасна екстремно за неколку дена. Бевме на 100% од капацитетот за многу брзо. Колку вработени тогаш има Пакет МК? Колку е во тогаш кој што беше многу помал пакет. Имаше, не знам, бевме 30% од тоа што сме сега, да речем. Значи бевме некаде околу 15 на вработени. Тоа беше помалиот проблем, поголемиот проблем беше што ние немавме просторен капацитет за такво нешто. Технологијата постоеше, ние користевме истиот warehouse management систем кој што го користиме сега, го користевме тогаш. Така што имавме скалабилност од тој аспект. Проблемот беше што не сме навикнати на таква работа и просторните лимитации си го направија своето. Многу брзо бевме го искористивме капацитетот, не можевме да одговориме на побарувачката. Но сметам дека брзо реагиравме и се преселивме во поголем магазин, проширивме залихата, проширивме асортиментот и полека се прилагодивме, односно успеавме да одговориме на целата побарувачка.
Тоа е нешто што често си го збориме сега вака фирма, викаме сега да ни се десеше пандемија на ваков сетинг, ќе направиме многу повеќе, затоа што веќе ќе имавме неколку години искуство и бизнис кој што е поставен на некакви здрави основи. Тогаш беше се уште оној ран стартап. Се уште не се занимававме со некои базични ствари, како например со unit economics и со некои такви метрики. Но тоа е тоа, доедам, се надевам дека мислам дека ни помогна многу во развојот, пораснавме многу за кратко време. Луѓето дознаат за нас и се надам дека го искористивме тој бранд за да останеме на повисоко ниво од тоа што бевме претходно. Кои беа првите вработени во Пакет МК покрај тебе? Кога дојдеа првите луѓе? Мислам на почеток ти кажа дека почнавте со еден доставувач и слично. Но ако гледаме кор тимот на Пакет МК што од почеток до сега е тука, кои се тие луѓе? Па добро, поголемиот дел од нив се уште со нас. Зборам оние клучни луѓе. Првите нормално беа доставувачи. Потоа ни се придружи Маја, која што беше клучен дел од тимот долги години. Поздрав до Маја. Поздрав до Маја. Потоа Маја реши да продолжи кариерата во друг правец, што мислам го почитувам и немаме, се уште сме... На која работна позиција тогаш дојде во Пакет МК Маја? Тој беше позиција, да, секоја, не знам, дојде како маркетинг и потоа мислам дека дојде како маркетинг на почеток, потоа превзема операции и работеше таму, да речеме, изгради позицијата во оперативниот дел. Во COVID тимот најмногу се зголеми. Клучните луѓе кои што се уште се компанијава се луѓето кои што дојда за време на COVID. Значи тогаш дојде Аднан, кој што сега е оперативен директор во Пакет. Аднан? Да, Аднан. Аднан? Да. Тогаш дојде Душко, кој што сега е CTO во Пакет, он и кофаундер, практично инвестираше во Пакет во 2021. Супер. А вие со Душко се запознавате на конференција, 11 Да. 2020. Тоа е интересно. Ние со Душко се запознаваме на конференција организирана од PwC Македонија, кој што јавев панелисти, Душко беше панелисти, таму стваруваме првиот контакт. Онака краток контакт, чисто бевме на исти панел. После Душко ме контактира, разговараме неколку пати, ми нуди да влезе во Пакет како кофаундер и да го превземе делот за технологија, затоа што тука постоеше огромен потенцијал кој што до тогаш немавме начин да го искористиме. И од тогаш мислам, активно мислам вклучен во Пакет. Интересно е што на истава конференција 2 години подоцна во 2022 немаше конференција, во 2023 се организираше повторно и јавев повторно дел од конференција и тоа се запознавме со последниот инвеститор во Пакет, тоа се Eleven Ventures, тоа е еден од најголемите VC фондови во југоисточна Европа. И тоа е интересна коинциденција на иста конференција ги доживуваме веројатно двата најзначајни майлстоун за развојот на Пакет. Супер. Како почнува запознавањето со Eleven Ventures, па се до инвестицијата? Мислам, имавте некој неформален разговор кога се запознавте таму, па после продолживте контакт, како се одвиваше тој процес? Да, тоа беше неформален разговор со еден од партнерите за време на ручекот на конференцијата. Потоа влеговме во тој нивни стандарден пайплайн каде што имавме состанок со партнерот кој што е задолжен за нашата вертикала. Така, после неколку состаноци, после неколку евалуации од нивна страна, добивме term sheet и започнавме со дали тука due веќе вие diligence. размислувавте дека ви е потребна Да, ние активно, сега не активно, него така, баравме
инвестиции, не знаевме каква инвестиција ни треба. Тоа беше време кога, мислам, не е тоа многу одамна, тоа е 2023, но тогаш се нема случајно многу виси инвестиции во Македонија. И ние сме веројатно една од првите инвестиции виси од страна на виси фондови во држава, поготово за бизнис кој што е присутен само на македонскиот пазар во моментов. Но тие видео потенцијал не разбраа уште од првиот момент, сватија дека тука лежи голем потенцијал на кој што му треба поддршка за да се развие. И од тогаш натаму почнавме значајен раст кој што, да речем, се уште експоненцијално расте. И сметам дека една од подобрите одлуки кои што направивме ние како основачи да земеме виси инвестиција, бидејќи тоа од една страна дава капитал на фирмата за да може да инвестира. Од друга страна те прави делот од нетворк кој ти нуди други можности и ти ги катализира размислувањата и ти го забрзува растот. Апсолутно. Мислам, потенцијалот е очигледен, затоа што баш погледнав последните истражувања што беа од Државниот завод за статистика, веќе над 64% од луѓето во Македонија во изминатите 12 месеци барем направиле некоја нарачка или искористила некоја услуга онлайн. Тоа значи дека сепак има уште простор тоа да се развива и да се гради. Вие добивте инвестиција од 300.000 евра, која што сам ти во интервјуто со ITMK зборуваш дека понатаму ќе се искористи во однос на подобрување на корисничкото искуство на пакет МК и можеби задоволување на потребите на оние потрошувачи кои што се најпредвидливи. Така што гледајќи сега од 2023 до 2024, кој е прогресот кој што ги направил пакет МК во тој поглед, и би сакала и малце да навлеземе после тоа како одеше делот во однос на преговарање на самата инвестиција, процентот пакет МК кој што сега во Eleven Ventures и слично, така што ако може да ни откриеш нешто повеќе за тоа. Да. Добро, ние добивме од тогаш уште една инвестиција, значи имаме тогаш 600.000 евра добиена инвестиција и сега затвараме уште една инвестиција од 300.000 евра. Така што вкупно последниве години и пол имаме собрано околу 900.000 евра инвестиции. Супер. И тоа ни овозможи да растеме многу побрзо од тоа што би рекол ни скрати 2-3 години во развојот. Што е клучно кога имаш стартап, не е само битно да пораснеш, него битно е и да пораснеш брзо, затоа што така ќе направиш конкурентска предност. Направи голема разлика, значи прв пат направивме сериозна структура во фирмата, можевме да се фокусираме истовремено на повеќе области, нешто што претходно зависеше само од еден човек. Сега имаме неколку луѓе кои што можат да донесуваат самостојно одлуки, кои што можат да развиваат посебни области во компанијата. Од друга страна ни овозможи да размислуваме за интернационална експанзија, бидејќи искрено гледаме дека виснески успех ќе доживееме тогаш кога ќе почнеме да освојуваме и странски пазари, бидејќи македонскиот пазар е релативно мал пазар, ограничен. И сега стартап сам мора да размислува да го освои светот. Тоа го спомна фактот дека 64% на рачара онлайн, тоа мислам дека е малце погрешна метрика, пошто тука спаѓаат и сметки платени онлайн и купени авионски карти и такви трансакции. Тоа се суштина, единствен начин да купиш авионска карта е онлайн, нема друго. Да, беше многу општо аспект на. Да, и тоа е според мене 64 е исклучително мал процент, ако земеме предвид дека тука влегуваат и сметки за струја, сметки за вода, авионски карти, резервации на Booking и слично. Тоа ја би рекол дека треба да биде 95%.
луѓе кои што нарачуваат во права смисла на зборот онлайн во Македонија се уште процентот исклучително мал. И постои македонскиот пазар е неразвиен e-commerce пазар, иако мислам некои сага да представуваат тоа на друг начин, но постои тука уште многу простор за развој и проблемите не доаѓаат само од, мислам главно проблемот е на понудата, не постои соодветна понуда, но постојат и други пречки кои што се така административни бариери, инертност на многу системи од кои што зависи развојот на овој пазар. Го спомна тоа дека таа инвестиција ви дозволила конечно да имате посериозна структура во пакет МГ. Ако треба некако органограмски да го представиме пакет МК моментално, како изгледа структурата, колку тимови се формирани моментално и кој е прилика бројот на вработени моментално во пакет? Во сега сме некаде меѓу 40 и 50 вработени. Имаме, значи, има неколку дела пакет, операциите се најсериозниот дел, каде што влегува логистиката и оние другите комерцијални операции. Тоа е и најструктурираниот тим, каде што има неколку нивоа на менеджмент. Потоа имаме тек тимот, кој што е исклучително значаен и каде што сме многу добри, би рекол, правиме многу со лимитирани, со скромни ресурси, правиме нову технологија и би рекол поголемиот дел од технологијата која што користиме е наша технологија која што имаме сами развиено и која што не позиционира како компанија која може да вреди многу во блиска иднина. Потоа имаме маркетинг дел, имаме категори менеджмент тим и имаме финанси. Тие се областите кои што ги имаме или би рекол целосно или делумно структурирано. Супер. Кои се најновите можеби новости, алатки кои што се достапни моментално на пакет МК или на кои што работите? Моментално пакет е достапно во Скопје и во Куманово. Не знам дали и во други градови во меѓувреме сте проширени, ќе ни споделиш. Али што е најновото што можеме да го очекуваме моментално на пакет МК и на што се работи, што се развива од аспект на зборување баш на платформата? Дали има некои нови секции, продукти, нешта кои што се овозможуваат за потрошувачите, што би можеле да им ги споделиме денес? Да, добро, ние работиме активно на подобрување на корисничкото искуство и тоа ни е фокусот и во изминатиот и во идниот период тоа ќе ни биде фокусот. Во моментов го имаме подобрено начинот на плаќање, па на пакет за многу брзо, сега ние во тест фаза, но за брзо ќе биде достапно за сите, ќе може да се плати со еден клик, односно нема да биде потребно да се случува тој редирект, па да се потврдува трансакцијата и такви други ствари, туку ќе биде искуството, би рекол, многу блиско на искуство кое што го имаме кога купуваме нешто на Амазон или на такви светски платформи. Работиме на мобилна апликација која што ќе ја лансираме за брзо време. Значи таа се iOS и Android апликација. Кога може да очекуваме лансирање на апликацијата? Па не можам да кажам точно, но ќе се случи за неколку месеци, да кажеме. Работиме на брзината на достава од аспект на достапност на термините, односно гледаме што повеќе категории на производи да бидат достапни за достава што побрзо. И тоа ќе дораде оној дел на convenience кај го зголеми кај купувачите. И работиме на многу други ствари, работиме на подобрување на комуникацијата со потрошувачите. Сакаме да го подобриме тоа omni-channel искуство во комуникацијата, да праќаме само персонализирани пораки кон купувачите.
да го напуштиме тој мас маркетинг кој што се уште значаен дел од нашата комуникација. Така што мислам следуваат следнав период веројатно ќе имаме најмногу подобрувања кои што ќе ги лансираме и верувам дека ќе успееме да дополнително да го подобриме корисничкото искуство. Супер. Се радувам многу. Јас многу се изненадив бидејќи ми текнала почетоците кога нарачував на Пакет МК. Знам дека имаше термини ако нарачувам денес беа или за следниот ден или по неколку. Са ова зборувам значи негде 2021 тој период. А денес се изненадив дека јас бев во такси додека доаѓав наваму и можев да направам нарачка што беше во термини што се денес, што беше супер. Мислам од тој аспект барем ни тоа што сум го забележала, може грешам, ама тоа е тоа што јас го имам во сеќавање од претходно, односно на нарачките на Пакет МК до сега. Така што ми беше баш мило. Да, добро, тоа веројатно било во корона, затоа што секогаш имаше изден достава, ама не сме имале веројатно капацитети и биле исполнети термините. Сега, мислам, секогаш има достапни термини за 2 часа од моментот на нарачка и тоа ќе се подобрува во иднина, значи гледаме да бидеме што побрзи, но не без да правиме компромиси во однос на асортиманот и во однос на цените. Така што гледаме да го подобриме асортиманот, да имаме што поповолни цени и да бидеме што побрзи на крајот на денот да имаме да дадеме што поголем бенефит за купувачите. Супер. Ние додека бевме, мислам претходно кога разговаравме, денес го спомнам моментот дека ретко кога работиш во стартап и си во таква некоја динамична средина, ретко имаш момент да се навратиш на нештата што ти се случувале, бидејќи многу брзо се треба се донесат одлуги, треба да се реагира, тоа е една динамична средина. Бидејќи јас се сеќавам дека да прашав кога е моментот кога си требало да побараш некоја помош или се доаѓа на некоја ситуација каде што треба да размислуваш на некој си кризен план. Кога во Пакет МК ти си почувствувал момент каде што ќе биде следниот текар? Треба да застанеме, да се состанеме, што било нешто каде што било критична ситуација на која што требало да се смисли некоја стратегија за што ќе правиме понатаму, што ќе биде следниот текар. Да, добро, тоа е секојдневие во стартап, мислам не само стартап, тоа во сите компании секојдневие. Компаниите работат во бурна средина каде што најголемиот дел од процесите не ги контролираат и една од главните ствари кои што ги прават компаниите успешни е можноста за прилагодување, односно одржување на таков сетинг кој што е прилагодлив и кој што е резистентен на надворешни шокови. Така и во Пакет и тоа е секојдневие. Важно е да имате начин да не ги жувате тие проблеми како крај на светот и да се трансферираат не само кон мене, туку и кон останатите луѓе како личен проблем и како стрес, туку да се гледаат како предизвици кои што треба да се надминат. И тоа е интересно дали ги нарекувате тие ствари проблем или ги нарекувате предизвики. Тука има клучна разлика во пристапот кон тие ствари. Ние ги нарекуваме предизвици. И тоа гледаме како дел кој што ја прави нашата работа по-интересна и по-интересна за секој од нас. Постојано се случуваат такви проблеми. Дел од тие проблеми ние ги доживуваме како објективни проблеми, да ги доживуваме како проблеми кои што не би требало да се случуваат и најчесто таквите проблеми доаѓаат од страна на последното со регулацијата на маржите, каде што се донесуваат непазарни одлуки кои што ствараат дисторзија на пазарот и во суштина историјата ни кажува дека таквите мерки завршуваат лошо, односно ефектите се негативни. Ако може би никој не е запознаен со тој дел, како може најдобро да го објасниме кој беше предизвикот во однос на маржите, како тоа влијаеше на Пакет? Тоа е, ако треба да го објаснам едноставно, значи вие имате некаков авторитет кој што се вика
Министерство за економија кој што прави регулација на највисоката маржа и вика не може да имаш повисока маржа од X проценти. Но за да донесеш таква одлука треба да размислиш какви се концепти постојат во држава. Така ви имате концепт на онлайн гроусери кој што работи со многу повисоки оперативни трошоци од например некој дисконтер или некој ланец на супермаркети. Од друга страна имате, например, замислете, имате продавница на аеродром која што плаќа веројатно 15-20 евра кирија и тој има исто така ограничена маржа. И кога носите таква одлука, вие стварате таква дисторзија на пазарот, односно вие исклучувате одредени модели. Тоа исто сам економска историја кажува дека такви подвизи се штетни. Многу ретко успева државата да биде да регулира пазар на таму каде што нема потреба. Пазар се регулира во места каде што постојат монополи или олигополи или постои некоја друга односно постои отсуство на тие пазарни механизми во случајов со трговијата во Македонија, посебно во мало продажбата. Постои многу добра конкуренција, дури подобра од таа што се случува, таа што постои во развиени пазарите, тоа што таму постои концентрација, таму има големи играчи кои што имаат освоено големи делови од пазарот во Македонија, се уште постојат многу мали играчи кои што се надпреваруваат постојано и пробуваат да освојат што поголем од пазарот и така работат со ниски маржи, некои пробуваат со масовен маркетинг и со други механизми, но тоа е предизвик кој што за нас беше голем шок и се уште се бориме со такви предизвици, но ете, наоѓаме решение да се избориме со такви работи. Јасно. Како човек што студирал маркетинг, мене многу ме интересира како ја граите маркетинг стратегијата во Пакет МК. Дали тоа работи на стратегија што ќе биде на годишно ниво, потоа се дели на неколку квартали и слично. И како ги одредувате целите, како се одвиваат тие состаноци во Пакет МК? За маркетинг стратегијата конкретно? Па добро, тоа е голема тема и постојано имаме би рекол различни мислења околу тој пристап и тоа е нешто што маркетинг технологијата веројатно е еден од областите која што најбрзо еволуира во светот и се менува секоја година е различен фокусот, се возможува нова технологија која што ти дава нови можности. Е нешто што е така флуидно во Пакет. Се созрева на дневно ниво, созрева, се менува често, се шифта фокусот многу често, но ние мислам секогаш сме биле фокусирани кон тие дигитални канали. Сме имале периоди кога повеќе сме верувале на ad spending, сме имале периоди кога повеќе сме верувале на word of mouth, сме имале периоди кога повеќе сме верувале на user generated content и тоа е нешто што се менува често и сметам дека се уште да речам си го бараме својот рецепт во однос на тоа. Супер. Значи се уште истражувате, примате информации врз основа тоа. Мислам, многу е реално тоа, бидејќи многу работи се менуваат и како што добиваш фидбек од нели твојата публика, така гледаш да имплементираш што е следниот чекор. Така што апсолутно разбирам. Дали имате некоја цел поставена во како ќе се гради брендот и пошто сакаме Пакет МК да биде препознаен, како што ние за наредниот период, особено бидејќи имате многу работи во кои што сакате да се подобрите, да се проширите, али првото нешто кога ќе слушне некој за Пакет МК, што е целта да дознае да му остане како впечаток? Значи, место каде што место кое ти го леснува животот. Ако треба да го објаснам најкратко. Тоа значи место каде што може да најдеш се што ти треба за дома, место каде што може да најдеш иновативни и уникатни производи, место каде што може да се храниш здраво, да набавиш производи кои што се здрави, кои што се
органски производи, исто така тоа ни е многу важна категорија. Место кое што го скратува патот помеѓу производството и крајниот купувач, и тоа посебно го кажам тоа, мислам на оние земјоделски производи. Така што тоа е нешто на кое што размислуваме многу и работиме многу да го овозможиме оно што се вика farm to table. И место кое носи промени во Македонија, односно место кое што ги носи светските трендови и светските искуства поблиску до македонскиот потрошувач. Супер. Сега во однос на Пакет МК знам дека има и Open Marketplace каде што може производители на одредени добри услуги може да ги предаваат преку Пакет МК. Како се развива тој дел? Дали имаме веќе клиенти кои што функционираат така и кои што веќе се пријави да продаваат своји производи преку Пакет МК? И како се одвива тој процес накратко да им го доловиме, доколку може би има некој кој што има одредени производи кои што сака да ги продава, па сака да искористи таа услуга преку Пакет МК? Да, Пакет МК е отворен за мали производители, за производители кои што имаат уникатни производи, кои што имаат квалитетни производи, кои што сакаат нивните производи да стигнат на ефикасен и лесен начин до крајните купувачи. Тоа е Пакет Marketplace, каде што ние нудиме одредени услуги за трговците, може да подигнуваме од локација на трговците, можеме да ги складираме нивните производи во нашиот магазин. Значи постојат различни модалитети на работа и гледаме да возможиме лесен начин за да ја фасилитираме таа продажба и таа логистика помеѓу производителот и крајниот купувач. Сега би се да поставам едно прашање во однос на делот на колку партнери се моментално во Пакет МК и како помеѓу вас вие комуницирате и стратешки одлучувате што ќе биде следно? Мислиш партнери од аспект на содружници, така? Да, содружници. Пакет МК моментално има 10 содружници, поголемиот дел од нив се клучни вработени кои што има добиено акции за сметка на нивниот придонес кон Пакет. Имаме неколку ангел инвеститори, после тука сме кофондерите и имаме надворешни инвеститори кои што нели тука VC фондот и уште еден инвеститор со кој што затвараме во моментов. Одлуките ги донесуваме, значи Пакет има добар shareholders agreement кој што е направен по светски стандарди. Регулиран е по англиското право, односно така обезбедуваме полесно функционирање и избегнување на проблематични ситуации кои што ги ствара, да речем, македонското право, бидејќи македонското право не е многу навикнато на таков тип на компании. Англиското право тука ни помага многу затоа што прво нели постојат одредени best practices на кои што може да се повикаме, но постојат и правни куќи кои што го имаат правено тоа многу пати претходно и може да го направат, односно знаат кои се потенцијалните проблеми кои може да се појават. Имаме како и секоја друга компанија, имаме две тела на одлучување. Едното е Board of Directors, другото е собрание на содружници. До сега сите одлуки ги донесуваме со консензус и сметам дека тоа е правиот начин. Мислам, ние немаме потреба од консензус, но ги донесуваме со консензус и сметам дека тоа е правиот начин да се продолжи. Не би рекол дека постои одредена закана од имање на повеќе содружници. Постои закана доколку постојат различни интереси, но доколку интересите се исти, тогаш нема проблем во одлучувањето. Одлучувањето оди лесно, оди исто како да одлучува еден човек, но постои одреден филтер, односно постои одреден период каде што одредени идеи може да се искристализираат, да се слушнат различни мислења, да се добие помош од друга страна, но
пак ја потенцирам ако интересот е заеднички, тогаш одлуките се носат лесно. Супер, многу ми е било што имате една таква здрава средина за работа, која што верувам дека понатаму помага и побрзо дојдете кон следното скалело и следниот чекор што ќе биде донесен. Не сега сме моментално негде при крајот на нашиот разговор, па би сакала да прашам доколку некој се наоѓа во ситуација каде што размислува за свој бизнис, за своја идеја, можеби сега завршува со студии, можеби сака да се впушти во тој предприемачки свет. Гледајќи го твоето искуство до сега, што е нешто што би го посочил кон таа личност како совет во моментов, доколку не знаела каде да почне? Па да бидат храбри, да разговараат со луѓе кои што го поминале сличниот пат, бидејќи ќе бидат изненадени од колку работи кои што не очекувале да ги слушнат, ќе ги слушнат од таквите луѓе, ќе им помогнат да избегнат одредени грешки. Да не се разочаруваат од пречките и од некакви неуспеси со кои што ќе се соочат на почетокот. И би рекол да почнат подготвени од аспект на финанси, од начини на финансирање, бидејќи бизнисот доколку расте брзо, потребни се и многу надворешни инвестиции за да го поддржат тој раст, инаку може да дојдат во проблематични ситуации. Така што тие би биле советите, но би рекол и исто така размислувате на светот, не размислувате на Македонија, не размислувате како да решите некаков проблем во Македонија, туку размислувате како да решите некаков светски проблем, односно проблем кој што постои во многу големи пазари. Бидејќи така ќе изградите, така може само да изградите стартап кој ќе прерасне во некаква голема приказна. Супер. Оно што најмногу ми остави впечаток е да разговарате со луѓе кои што го поминале патот, дали можеби ти си добил некој совет од некој твој колега или друга претходно кој што се наоѓа во оваа сфера што тебе ти помогнал многу. Па да, сум добил, иако немав јас стандарден, да речам таков стартап пат, не сум бил никогаш дел од некаква акселераторска програма или дел од инкубатор, па не сум имал можност да добивам толку совети, но е корисно кога сега би го правил исто, би зборел многу повеќе со искусни луѓе отколку што сум го правил тоа претходно. Претходно сум бил потврдоглав, да речем, и сум сметал дека се можам јас да направам, се знам јас, не ми треба совет, но сега сум многу поразличен од тоа што сум бил некогаш. Во претходната епизода го разговаравме тој момент исто така и со Горијан, каде што зборувавме за тоа дека предприемачите најмногу се луѓе кои што никогаш се сакат сами да излезат во патот и многу тешко да побарат помош, така што многу интересно што го споменува, мислам дека е добро надоврзување. Спомнувајќи го тоа, претходната епизода, нашиот говорник, Горијан Ивановски, го прашаме што е нешто што тебе би те интересирало да прашаш некој друг предприемач кој што основал свој бизнис. И она што тој ни го кажа е многу сам да знам кога бил вау моментот, кога се случила некоја пресвртница во бизнисот, каде што си се сминала насоката како се одвиваат работите. За нив тоа било кога беа дел од акселераторската програма во Techstars и веќе тоа што го граделе претходно некако добива нова форма и тогаш се роди EarthCare. Така што ако ја гледаме историјата на Пакет МК, кога за тебе бил моментот кога се случила таа клучна пресвртница во бизнисот и се добило нека друга форма? Добро. Да не кажам дека тоа ковид, пошто зборевме за тоа веќе, би рекол дека тоа е започнувањето на развој на технологија, бидејќи тогаш се отварат многу можности кои што претходно не си ги гледал, односно не си можел да замислиш дека може нешто да решиш на свој начин, туку си пробувал да најдеш готови решенија и да ги имплементираш. Развој на сопствена технологија нуди голема предност во бизнисот, секако, нели, потребна е таа технологија да биде исплатлива и да може синхронизирано да расте со генералниот раст на бизнисот, но тоа е моментот кој што за нас има отворено многу различни перспективи. Што се подразбира под развојот на нова технологија?
Значи, во многу сфери, во аспект на една позадинска технологија која што користиме за логистика, за операции, но пред се на user-facing технологија, односно storefrontот кој што купувачите го гледаат. Супер. За крај останува, бидејќи јас до сега ги поставив сите прашања, останува ти да го поставиш прашањето за нашиот следен говорник во следната епизода. Така што, кој е прашањето што ти го поставил кој твој колега, предприемач или основач на бизнис, што може би тебе би ти послужило од твоето секојдневие или општо си интересирал да знаеш што е. Така што, кој е тоа прашање од тебе? Што сака Драган да праша? Ја ќе поставам едно досадно прашање, ама сметам дека е прашање на кое што многу мал дел од предприемачите имаат вистински одговор. Односно се уверени во сопствениот одговор и би рекол како гледате вашиот бизнис за 10 години од сега. Супер. Да. Така што останува да го знаеме одговорот на тоа прашање. Драган, ти благодарам многу што беше дел од втората епизода на Стартап Револуција. Мене ми е многу мило што дојде во нашиот простор тука, што имавме моменти да си поразговараме. Јас научив доста за пакетно кај низ нашиот разговор, се надевам дека и ти уживаше и многу ми беше мило што беше наш гост. Фала ти, фала на можноста, се надевам дека одговоривме на многу прашања кои што постојат тука во стартап светот. Се надевам дека ќе имаме и друга прилика. Апсолутно. И има уште многу што се зборува, така што дефинитивно некои разговори не остануваат недовршени, но мислам дека таа моја убавината останува за сите можеби кои што не слушаат, да се заинтересираат и да истражат, да ни пристапат. Така што за крај, она што сакам да го кажам е да ви се заблагодарам и вас за вниманието, доколку останавте до крајот на оваа епизода. Се надам дека научивте и вие многу за пакетнока и за целиот и развој на таа компанија, како искуството на Драган. Ми беше многу мило што се дружевме во оваа епизода. Сакам да ве потсетам дека во линкот на нашето био на Инстаграм се уште може да го најдете повикот за отворената инкубаторска програма, која што веќе ќе почнува средина на ноември месец, така што доколку имате ваша бизнес идеја и сакате да ја развиете, тука е Стартап Клуб Скопје за да ви помогне во тој дел. Може да ја следите на социјалните мрежи, достапни сме на Инстаграм, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, така што без разлика која е вашата преференција и на која мрежа најчесто сакате да стоите, може да добивате контент од Стартап Клуб Скопје. За крај само препорака дека може да се кликнете subscribe на нашиот YouTube канал, да го кликнете звончето за да добивате нотификации, а со мене се гледаме во следната епизода на Стартап Револуција.